без да дадат конкретни одговори зошто се повикани. Пореднешните први луѓе на Медија Принт Македонија под чија капа беа дневните весници Утрински весник, Вести дневник, Јана Станисављева и Срѓан Керим замина од специјалното јавно обвинителство. Внатре според изворите на 1 ТВ одговараа на прашањата на обвинителката Лиле Стефанова. Се задржаа оделно по половина час, но ги избегна новинарските прашања. Дали точно дека сте повикана во својство на осомничен? Ќе збориме за се кога ќе биде време. Сега не е време. Дали чувствувате одговорност за падот на МП? Отворено е прашањето дали се повикани како сведоци или осомничени. Нивниот адвокат пред новинарите рече дека предметот е во предистражна постапка и допрва треба да им се презентираат доказите. Сепак 1 ТВ дознава дека предметот е во истражна постапка и Јани Стављева и Керим се осомничени. Дознаваме дека на товар им се ставаат 3 кривични дела: лажен стечај, злоупотреба на службена положба и злоупотреба на средства на доверители на неколку милионски износи. Сето тоа поврзано со работата, финансиите, односно со распадот на Медија Принт Македонија, изгаснувањето на дневните весници Утрински весник, Вести дневник. СЈО пред 2 месеца ја презеде надлежноста за случајот МПМ од Скопското обвинителство. Обвинители и истражители на обвинителството на Катица Јанева истражуваа сомнежи за злоупотреба на функциите на првите луѓе. На проверка беа финансиските исплати во време кога весниците згаснуваа поради наводна финансиска криза. Сомнежите за економски криминал се проверувале преку оделението за компјутерски криминал во МВР. На чешлање била и сметката, односно висината на приходите на управителката Јана Станисављева. Дали одлуките за висината на незината плата од 25.000 евра се законски, дали биле поврзани со паѓањето во долгови на фирмата. Пред 1 година истражителите на СЈО влегоа во просториите на МПМ, чиј собственик до предистрагата беше Графички центар Скопје, во собственост на Орка Холдинг на Орце Камчев. Проверката на СЈО во МПМ коинцидираше и со штрајкот на новинарите во весниците поради неисплатените плати. Медија Принт Македонија сега е во стечајна постапка, додека стотина медиумски работници останаа без работа.